Со Богородица стоиме под крстот. Молк на гробот. Го зедоа телото Исусово и го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. На она место каде што беше распнат, имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше полаган. Таму го положија Исуса поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Од земска перспектива се беше изгубено. Се беше завршено. Исусовиот живот заврши, му дојде крајот. Неговото тело лежи во гробот, каменот го затвори влезот, а неговите следбеници се распрснаа. Каде беше нашата блажена мајка во тој момент? Иако Светото писмо не ја открива нејзината физичка локација, можеме да бидеме сигурни дека нашата блажена мајка бдеела од Велики петок до воскресното утро. Бдеела пред се во своето срце. За време на нејзиниот живот, таа постојано размислувала за таинството на нејзиниот син. Размислувала за неговото зачнување, неговото раѓање, бегството во Египет, неговото детство и секој момент од неговото проповедање. Во текот на изминатата недела таа размислуваше за неговото страдање и неговата брутална смрт. Но не се това размислување, незиното безгрешно срце живееше од надеж и совршена доверба. Незиниот ум го согледа мудриот план на Отецот и незиното срце потполно го прифати сето тоа. Таа знаеше без никаква сенка на сомнеш дека волјата на Отецот совршено се исполнува. Додека нашата блажена мајка таа велика сабота во молитва размислуваше за животот и смртта на својот син, незиното срце беше исполнето со мирна возбуда и радост. Може би не знаела точно како ќе се случи неговото воскресение, но знаела со сигурност дека тој наскоро ќе се врати кај неа. Таа ни за миг не дозволи очајот да влезе во незиното безгрешно срце. Наместо тоа, таа бдее во молитва за својот син и го чека исполнувањето на неговото ветување дека ќе воскресне на третиот ден. Го слушала како го кажува тоа и знаела дека е вистина. Нејзина единствена должност сега беше да чека во будна молитва и очекување. Надежда е надприроден дар од Бога. Таа не е само желба или оптимизам. Надежда е дар со кој Бог му дава внатрешно ветување на секој од нас. Ветувањата што тој ги дава се совршено откровени на неговата божествена волја. Кога го слушаме како ги кажува своите ветувања, ние мора да одговориме со вера. Размислете денес на овој најсвет призор на Велика сабота. Додека многумина беа исполнети со оча и збунетост, нашата блажена мајка го продолжи своето бдение со надеж. Таа знаеше, без никакво сомневање, дека доправа следуваат славни моменти. Таа знаеше дека незиниот син го исполни своето послание за спасение и дека е на работа го обнови животот на сите што во нивните потреби ќе се обратат до него. Размислете за собствената надеж во ветувањето Божјо во вашиот живот. Дозволете примерот на нашата блажена мајка
да ве вдахнови. Дозволете незините молитви да ве преобразат. Во ниту еден момент да не се сомневате во Бога. Знаете дека Тој има подготвено за вас големи работи. За оние кои веруваат, воскресението е секогаш многу близу. Моја најдрага мајко, дозволи ми да бдеам со тебе, додека со совршена надеж го чекаш воскресението на Твојот Божествен Син. Помогни ми да ја сватам убавината на секоја крепост која живее во Твоето безгрешно срце. Помогни ми да сватам дека страдањето што го претрпе го донесе совршенството на крепоста во Твојот живот, посебно крепоста на Божјата надеж. Драга моја мајко, моли се за мене да бидам отворен за ветувањата на Твојот Син во мојот живот. Моли се да го слушнам како ми зборува и да ми го открие неговиот совршен план за мене. Дали можам да верувам во тој план, дури кога сета земна надеж изгледа изгубена? Дозволи ми да го следам Твојот собствен безгрешен пример и секогаш да верувам во Твојот сакан Син. Мој Господи, додека лежеш во гробот во таа велика сабота, го исполни срцето на Твојата мила мајка со изобилство надеж, додека таа го чекаш исполнувањето на Твоето ветување. Ми ветуваш мене и на сите што веруваат дека страдањата во животот не се крај. Твоето воскресение е пред мене и Ти ветуваш дека ќе го преобразиш мојот живот и животите на сите кои веруваат во Тебе. Дај ми ја милоста што ми треба да бдеам со Твојата мила мајка, без разлика со каков крст ќе се соочам во животот. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.